Добро утро уште еднаш. Како што најавив, се вративме назад во нашето студио во вториот дел од утринската емисија Нов ден со нова тема и со нови гости. Ова утро ќе зборуваме за една тема која што од ден на ден станува се почеста појава, а се работи за разводот. Наша конкретна тема е како разводот влијае врз децата. За оваа тема мој денешен гостин е психолог Марија Максимовска-Атанасовска. Марија, благодарам што ја прифати поканата да бидеш мој гостин и се надевам не ти представуваше проблем да станеш толку рано. Не, благодарам и на вас што ме поканете. Разделувањето на родителите е секогаш лоша вест за децата. Зошто е тоа така? Што разводот значи за децата? Па вака, пред се значи за да се свати што значи разводот за децата, многу е важно да разбереме што тоа значи за самите родители. Тоа е секако една стресна ситуација во нивниот живот, затоа што пред се брачниот другар е нашиот избраник, за кој што сме се решиле да со кој што планираме да живееме цел живот и сето тоа паѓа во вода кога се решиме на развод. Така што има истражувања кои што докажале дека разводот е на второ место како стресор во животот. Единствено постресна ситуација е смртта на самиот сопружник, така што самата ситуација која што поминуваме низ развод, значи дека е многу стресна како за родителите, така и за децата. Самата таа ситуација низ која што поминуваат децата е стресна, затоа што целиот нивен живот, секојдневието се менуваат условите во кои што живеат, така што... Што се случува со децата еве после разводот? Па многу често се случува самите деца да се обвинуваат себе си како тие да се главни виновници за разводот, меѓутоа тоа многу често е погрешно. И исто така самото тоа зависи од нивната возраст, од нивниот пол. Да, кои се последиците еве децата со кои се соочуваат после разводот? Еве пред нивните другари, во училиштето, како се работи за помалите деца? Многу често се случува децата самата ситуација да ја сватат како стресна, како срамна, се срамат од другарите, многу често се случува да го менуваат нивното место на живење, со тоа го менуваат и училиштето, нивните другарчиња и сето тоа влијае многу негативно. Да. Еве на кој начин треба да му се соопшти на детето дека мама и тато дека повеќе не се заедно, дека се разделуваат? Нели детето фамилијата ја гледа, себе си се гледа со родителите како една целина и многу е стресно кога ќе слушне дека мама и тато повеќе не се сакаат и треба да се разделат. Како да му се соопшти тоа на детето? Така, многу важно нешто при соопштување на оваа стресна вест за детето е самата вест да се соопшти од страна на двата родители, значи двајцата да бидат присутни, да им се каже дека тоа на никој начин во ниту еден случај не влијаело, дека тоа не е виновно за нивната разделба и дека и покрај тоа што тие се разделуваат, тие што веќе нема да живеат заедно и понатаму продолжуваат да го сакаат и ќе се грижат за него и за неговите потреби, исто како и претходно. А како да се постапи со децата? Како исправно еве да се постапи за децата да се чувствуваат дека се во ред, да не чувствуваат дека има некоја посебна разлика со нивните родители? Пред се, значи, многу важно нешто е самиот родителски однос уште пред разводот. Значи, секако нормално, пред да дојде до развод на бракот, се случува да има несогласувања, караници помеѓу двата сопружници. Сето тоа е многу важно, детето да не биде вклучено во таквите ситуации. Доколку тоа е вклучено во таквите ситуации, нормално дека и самиот развод ќе го поднесе многу тешко и ќе помине многу постресно ни самото случување. Доколку, например, детето е лишено од сите тие нешта, доколку си расте во нормална средина, самото соопштување ќе биде многу помалце болно. Значи тоа ќе може да се соочи со тоа многу полесно. Да, како најлесно да се навикне на оваа ситуација? Многу важно е родителот кој што си оди од дома
да биде не секојдневно, ама доволно присутен во животот на другото дете, затоа што сепак родителот како родител е многу важен сегмент во животот на секој дете. Значи многу важно е детето да остане во контакт со родителот, исто така е многу важно родителот со кој што живее детето да продолжи да се придржува кон правилата за кои што се договорени. Многу важно е исто така и самите родители да сватат дека тие не се ривали, дека тие се и понатаму родители за детето, без разлика дали е едно или повеќе, и дека и двајцата треба да продолжат да се грижат за нив заедно. Без разлика што нивниот брачен однос е нарушен, многу важно е да продолжат да контактираат и да соработуваат се со цел подобар развој и раст на самото дете. Да. Така, ајде да направиме една кратка пауза, да слушнеме една музичка номера, па потоа пак се враќаме во студиото да го продолжиме нашиот разговор. Не постои, да не беше со мене ти, да немавме убави дни. Кога луѓе би можеле, чиста љубов би имале, исто кој јас и ти. Зошто мораше вака тешко да ми биде, зошто судбина ни скрои љубов па да има крај. Ангелу, чекај ме, љубена, каде си? Љубена, кажи ми, макар и во сон да те видам повторно, да го слушнам гласот твој. Љубена, каде си? Љубена, кажи ми, макар и во сон нежно да те љубам јас, да те милувам како некога. Ех, да можам да вратам се, да ти признам од срце, дека не можам без тебе. Да се заколам во себе и пред оној што гледа се, ние едно за друго сме. Зошто мораше вака тешко да ми биде, зошто судбина ни скрои љубов па да има крај. Ангелу, чекај ме, љубена, каде си? Љубена, кажи ми, макар и во сон да те видам повторно,
Се вративме назад во студиото и ќе го продолжиме нашиот разговор на темата како разводот влијае врз децата со психологот Марија Максимовска-Атанасовска. Често пати после разводот родителите гледаат целосно да им се посветат на своите деца. Секако тоа е од нив намерно така за доброто на децата, меѓутоа често пати децата тука се разгалени. Што треба да прават родителите да не дојде до тоа да бидат нивните деца разгалени? Вака пред се, значи, самиот развод и последиците кои што ги имаме од разводот, значи, децата и родители се соочуваат скоро најмалку 2 години. Така што првите 2 години после разводот се стресни за родителот и за детето, па самото разгалување како сегмент од поминување низ стресот е неизбежно. Значи, пред се треба да се внимава како ќе се постапуваме кон децата, треба да се држиме кон некои одредени правила. Например, ако детето е во школска возраст, треба да се придржуваме кон оние договори кои што ги имаме со детето, нели се прави со договор. Ако оди на училиште, треба да се договориме дека треба редовно да ги пишува домашните задачи, дека нема да се јаде чоколадо пред ручек и такви некои слични работи. Меѓутоа, сето тоа може да се наруши од страна на оние кои што помагаат во воспитувањето на детето, бидејќи родителот за да го одржува самото дете треба и да работи. Така што многу често детето завршува во рацете на бабите и дедовците, кои што се главни виновници за нивно разгалување. Меѓутоа, тоа е така нормално и во секојдневниот живот и кога родителите живеат заедно, и тоа не би требало да влие посебно врз разгалување на детето. Да, еве често пати се случува после разводот родителите да ги користат своите деца, односно да манипулираат со нив заради остварување на некои своји цели, со што прават голема грешка. Зошто грешат родителите тоа? Како да не постапуваат во вакви ситуации? Вака, мислам дека родителите многу често грешат во начинот на манипулирањето со самото дете, затоа што ни самите не се свесни дека со самиот начин на манипулација тие си даваат всушност до како некој начин признание дека не се доволно добри родители, затоа што, например, за да манипулираме со сопственото дете, значи дека не се доволно грижиме за неговиот емотивен развој. Пред се е многу важно кога детето ќе го пуштиме на прошетка со другиот родител, кога ќе се видува со него, значи да не го прашуваме кога ќе се врати што правевте, да не се обидува преку него да се дознаат информации како од другиот родител живее, да не се обидува на некој начин детето да не се става на тест што се случува со него, затоа што ниту еден човек, па и децата не сака да поминуваат низ такви стресни ситуации. Тоа треба да го користи времето најубаво што може, да му биде пријатно и со другиот родител, исто како што му е пријатно и со родителот со кој што живее. Така што манипулацијата е многу непријатна како за родителот со кој што живее детето, така и за самото дете. Да, често пати се случува еден од родителите да го напаѓа другиот родител пред детето. Да. За каква слика се создава пред децата во такви ситуации? Што треба да избегнуваат овде родителите? Па вака, самите тие напади на другиот родител се случуваат посебно кај оние семејства кои што децата биле изложени на караниците пред да следи самиот брак. Така што ако родителите претходно не внимавале како ќе се однесуваат кон детето, додека биле во брак, тоа значи дека тие нема да внимаваат и после разводот. Многу важно е да се пред се да се има сознание дека треба да се работи на развојот на детето, а не да се работи против тоа. Така што многу е важно да не му кажуваме на детето лоши работи за другиот родител, затоа што тоа треба да има добра слика и за останатиот. Например, ако детето живее со мајката, треба да знае дека и таткото е добар човек и дека тој му исто родител како што таа му е мајка. Затоа што нели родителите се нашите модели низ животот и треба да учиме од нив. Да. И многу лошо е ако другиот родител го правиме како лош човек.
Да, разводот лошо им паѓа и на сите деца. Меѓутоа, еве посебно мислам дека на тинеџерите. Како треба посебно да се постапи со нив во ваквите ситуации? Нели тие се сега во развој, тие имаат друштво, како да се постапи со нив? Вака, многу често тоа изгледа дека е така, дека тие поменуваат најтешко, меѓутоа докажано е преку различни истражувања дека најтешко се соочуваат со развод на бракот на сопствените родители децата од предшколска возраст. Затоа што тие се уште немаат развиено стабилен однос со нивните родители, се збунети се, немаат развиено сопствен идентитет онака доволно силно и за нив е многу потешко да се соочат и многу потешко е да ги разберат проблемите на сопствените родители, додека децата кои што веќе се во школска возраст, па и адолесцентите многу полесно го ја разбираат самата причина за разводот, а со тоа и многу полесно поменуваат низ тоа. Многу често тогаш се случува самото дете да влече кон една страна. Значи да го разбере проблемот и на пример да бидне од страна на мајката или од страна на таткото. Тогаш многу почесто се случува децата и да не сакаат да контактираат со родителот за кој што мислат дека е виновен. Меѓутоа Како треба да се однесува во таква ситуација? Едниот, еве, кога детето не сака да разговара со еден од родителите, како треба другиот родител да постапи во таквата ситуација? Па мислам дека пред се е многу важно да му се објасни дека тоа е веќе настаната ситуација, дека тоа веќе се случило, без разлика која е причината, дека самиот развод е добар за сите. Значи, ако тие се разведуваат, тоа значи дека ќе биде добро и за детето, и за родителите. Многу подобро е едно дете да расте во добри семејни услови, мирни и во хармонија со еден родител, отколку да живее во родители во семејство каде што не се разведени родителите, а да живее под константен стрес, слушајќи караници, така што многу е важно самиот пристап и да не се заборави дека детето е емотивно и да се одговара на сите негови потреби. По разводот детето обично живее со еден од родителите. Дали животот со еден родител ќе носи некои последици врз детето во понатамошниот живот? Вака, животот со еден родител секако дека не е ист како животот со два родитела. Меѓутоа, како што кажав и претходно, многу подобро е да живееме со еден родител, па повремено да се гледаме со другиот и да живееме во мир, да ни биде пријатно, отколку да сме константно секојдневно изложени на караници, на непријатни ситуации. Тогаш детето си развива слика дека можеби тоа е виновно за самиот развод. Потоа, откако ќе се случи разводот, мисли дека можело нешто да помогне, а не преземало. Па може да се случи да почнува да влијае тоа автодеструктивно, значи да паѓаат во депресија децата, тогаш веќе е многу потешко да се тргнат тие последици и многу е важно да се обрне внимание како тоа самото поминува низ самиот развод. Значи многу е важно да му обрнеме внимание, да му покажеме дека тоа не е виновно, дека не можело да влијае на спас на бракот и дека тоа е најдобра ситуација за сите. Ке повторам, значи многу е важно да живееме во здрава средина и мир со еден родител отколку во караници со двајца родители. Да, обично после разводот родителите сите поминуваат еден на една страна, друг на друга страна. Често пати доаѓа и нели до пронаоѓање на нови партнери. Како на детето да му се објасни, еве пример дека мама или тато имаат нов партнер? Како да го прифата тоа се така едноставно? Вака, покажано е дека многу повеќе им смета на машките деца, односно на женските деца, ако на пример мајката си најде нов партнер во животот, доколку на машките тоа не им пречи во однос на мајката. Пред се е многу важно детето да го свати самиот однос на маж и жена, значи да свати која е улогата на бракот, која е улогата на семејната заедница. Така што ако тоа ги разбере тие работи, ако разбере дека животот во семејство е пријатен, дека носи до убави моменти, тогаш нема да се противи на самото тоа. Исто така многу важен и односот на новиот партнер, затоа што тој може да постапува со љубов, меѓутоа може и да го игнорира детето.
и тоа исто така многу влијае, не само едниот родител, туку и другиот. Многу е важно да се објаснат потребите на сопствениот родител, кога тој ќе ги разбере нивните потреби, ќе го разбере и самиот чин на нов партнер. Што ако причината за разводот е неверството? Како на детето еве да му се објасни пример дека еден од родителите изневерил? Како најлесно да детето да го прифати тоа? Многу е важно, значи, возраста и полот, ама возраста посебно на самото дете, затоа што на едно дете кое што има на пример 2-3 години не можеш да му објасниш ништо. Тоа дури нема ниту можеби да се сеќава на животот во заедница кога ќе порасне. Меѓутоа, ако веќе детето се наоѓа во школска возраст или пак на пример во средношколска возраст, тогаш е многу поедноставно. Самото знае како да тие работи, знае дека за односите маж и жена, многу полесно е да ми се објасни дека едниот родител не постапува. Најдобро е да се каже дека тој не постапувал во согласност со нивниот претходен договор, дека не се однесува љубаво кон нив, дека повеќе не се среќни заедно, дека на пример тато или мама си нашле на некој друг начин на живот, не да им се објасни директно, затоа што многу е тешко и за самите родители. Ако еден брачен партнер дознае дека другиот го изневерува и тој поминува низ истиот стрес и многу е тешко да тоа смирено му се објасни на самото дете, затоа што и самиот го прифаќа како многу стресна ситуација. Тоа низ текот на животот понатаму се разјаснува, детето поставува различни прашања на кои што самите родители многу често и не се спремни да одговорат и не знаат како да одговорат, меѓутоа не треба да се игнорираат сите тие прашања, треба да се одговара постепено и искрено пред се, тоа е најважно. Така. Ајде да направиме уште една музичка пауза, па ќе се вратиме назад во студиото. Уживајте со музиката. Сакам ти да бидеш само свој, ој, ако не ме познаваш, ти нема кој, ој. Нема никогаш, да бидам нешто ја што не сакам. Не ми треба било кој, сакам да си тој. Види тоа што си, познавам јас кој си, читај меѓу редови. Види тоа што си, добро знам јас кој си, неќам фрази љубовни, љубовни, љубовни. Маце, и кој е бома момето да го напика? Не ли знаеш да е Тамарчето Подевска? Секогаш ќе бидам само свој. Ако не те познавам, јас нема кој. И нема никогаш да бидам нешто ти што не сакаш. Не ми треба било кој, сакам да си тој. Види тоа што си, познавам јас кој си, читај меѓу редови. Види тоа што си, добро знам јас кој си, неќам фрази љубовни, љубовни, љубовни. И кога далеку сум јас од тебе, увек нешто полека, но сигурно ме јебе. Ти си таа што ми прави многу чудни ствари. Тоа не се купува никако со пари. Биди паметен, па таква добра цуца ќари. Среќен со неа на остров ја би бил, но и на сафари. Не ти треба било кој, јас ќе бидам тој. Види тоа што си, познавам јас кој си, читај меѓу редови. Види тоа што си, добро знам јас кој си, неќам фрази љубовни, љубовни, љубовни.
сеќам фрази љубовни. Се вративме назад во студиото и ќе го продолжиме разговорот на тема како разводот влијае врз децата. Честопати после разводот децата се исмејувани од страна на своите врсници. Како треба да се постапи во ваквите ситуации? Како родителите најисправно да разговараат со своите деца да ја поднесат правилно да ја поднесат оваа ситуација? Вака, пред се, децата се многу сензитивни во овој период и многу често се случува да не знаеме кој е проблемот кој што им се случува на нив надвор од домот. Значи, многу често може при такви ситуации да се случи да дојдат дома, да плачат и да не кажуваат што им се случило. Меѓутоа, работата со самото дете, нивната близина треба да се развива секојдневно, да не се запоставуваат нивните солзи. Значи, многу често да се прашуваат како се, што им се случува, да се подсетуваат на нивните другарчиња, па што правеле тој ден. И самото дете на тој начин ќе си каже ако поминува низ некои такви ситуации. Многу често децата знаат да бидат сурови кога се во прашање останатите деца, да бидат непријатни во исмевањата затоа што и самите не се свесни колку тоа тешко се поднесува. Така што на децата пред се е многу важно да им се објасни дека самиот развод не е толку лоша работа, дека всушност можело да биде многу полошо ако продолжиле да живеат заедно. И кога детето ќе го разбере тоа, тогаш многу по-сигурно и многу поубаво ќе се соочи со сите тие исмевања. Секако дека не може да не влие и не може да ги игнорира тие нешто, меѓутоа може многу полесно да ги поднесе ако доволно се работи и ако доволно добро се приметуваат сите тие емотивни разлики кај детето. Да, како да му се помогне на детето да со успехот во училиштето да не го занемари учењето или пак друг успех некој во животот? Вака, самиот процес на развод, значи, е многу тежок, како за родителот, така и за детето. Во почетокот многу е полесно самите се навикнати двајцата да работат со детето, кога едниот не е тука, другиот да му помага, кога едниот е зафатен, другиот да работи со домашните задачи и сето тоа паѓа многу тешко како врз детето, така и врз родителот. Меѓутоа, со тек на време сето тоа се стабилизира. Многу е потешко кога си сам и многу е потешко да се работи со детето кое што има патем и други проблеми емотивни. Меѓутоа, сето тоа за зрелите родители не е толку тешка работа. Многу почесто имаме и случаи деца на родители кои што не се разведени да не се добри на училиште. Тоа исто така може да влие на некој начин дури и позитивно. Детето да најде некоја утеха и мир во тоа што ќе постигнува училишен успех, па да си бидне успешно на училишен план и тоа да не влие воопшто негативно, туку напротив да бидне и позитивно. Да. Разводот различно го прифаќаат женските, а различно машките. Каде е разликата? Вака, пред се, значи, два главни фактори кои што влијаат врз прифаќањето на разводот на сопствените родители се полот и возраста. За возраста веќе рековме, а полот е исто така многу важен, на тој начин што машките деца стануваат темпераментни, значи лути, непослушни, активни се спротивставуваат кон родителите и кон едниот и кон другиот, додека пак женските се повлекуваат во себе, стануваат анксиозни, депресивни и тие се многу поемотивни од машките. Секако тоа не мора да значи дека ќе биде кај сите женски, кај сите машки исто, меѓутоа тоа е таа главна глобална разлика. Да. Дали честопати се случува, ако си дете на разведен родител, дека ќе продолжиш постапките на родителите? Вака, од што зависи сето тоа? Сето тоа пред се зависи од начинот на кој што е прифатен самиот развод на родителите, од тоа како детето живеело. Значи, ако му било убаво, ако имало разбирање и од страна на едниот родител и од страна на другиот родител, ако било доволно
посветено внимание на неговиот раст и развој, тогаш тоа нема да остави некои огромни последици. Меѓутоа последици секако има. Обично овие деца кои што поминувале низ разводот на сопствените родители, подоцна во животот некако гледаат скептично кон самиот тој чин и многу потешко се одлучуваат за таква одлука, например, да стапат во брак. Секогаш се скептични, секогаш си велат што ако и мене ми се случи истото, па дали и моите деца би требало да поменуваат низ такво нешто. Нормално, значи животот си ги крои сите тие нешта. Меѓутоа, тоа не е онака баш сигурен знак дека и тие ќе бидат разведени. Обично женските тоа го многу исто така уствари има случувано има случувано женските да стапат многу порано во сексуални односи ако нивните родители се разведени. Тоа исто така не мора да значи, затоа што дали е тоа можеби и поради намалената контрола на самото дете, меѓутоа мислам дека разводот не е баш некоја репер онака да се каже дека тоа е причината за нивните постапки. Така, пред да го завршиме нашиот разговор и да одјавиме денешната емисија, да слушнеме уште една музичка numera, па се враќаме повторно назад во студиото. And if you wanna stay, tell me you wanna stay. And if you wanna go, tell me you wanna go. The secret lies within, tell me you've never been part of my destiny, tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. I'll take you in my world, show you what I'm in. For all the things I've done, I'll give you all within. The secret lies with us, tell me you've never been part of my destiny, tell me my eyes have seen. It's here and now, I'll show you how. Enjoy the moment, living in eternity. It is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Living in eternity, it is where we wanna be, make me feel like ecstasy, diving in my fantasy. Се приближи крајот на ова утринско издание. Ви благодарам што бевте мои гости, што ја прифативте поканата, што одвоивте од вашето драгоцено време. Јас благодарам што вие ме поканевте во вашата емисија.
Да, се надам, значи почитувани се гледаме утре со нова тема и со нови гости. Останете во добро расположение со програмата на К3 телевизија. Имајте убав ден.